Поради брзиот начин на живот, често пати ги забораваме или не ги цениме малите работи. Уживаме во конзумирањето храна и пијава. И за среќа на овие простори имаме голем избор од сезонски овошје и зеленчуци. Но на што се должи тоа изобилие и разновидност? Кому треба да се заблагодариме? На пчелите. Пчелите помагаат во размножувањето на растенијата, зеленчукот и овошјето кои секојдневно ги конзумираме. Па да пробаме да ја замислиме иднината без пчели. Направивме неколку измени, дизајниравме специјално мении во познати места за јадење и пиење и изненадивме неколку посетители. Добар ден. Добар ден. Повелете? Утро. Добро утро, повелете. Две кафиња, макијата, 1758 денари. 1700. Да. 799 денари. 790. Да. Овие јаболкото ви е за 50 денари, повелете. Еве, ова е дуњата супер за 50 денари, повелете. Хвала. Здраве да се јадат. Да, бадеми 2399 денари. 900 денари како? Да. Еве ви јаболко за 50 денари и дуња за 50 денари, повелете. Еве така. Повелете. 700 денари. 799. 879. 2399 денари. Ова. Да. Колку? Еде, тука добро ви пишува кафе без пчели. И како ви се допаѓа нашата иднина сега? Нашата исхрана ќе биде доста поинака. Ќе се соочиме со недостиг на храна, изголемување на цените на производите. Можеме да заклучиме дека еден од секои 3 оброци кои ги конзумираме се достапни благодарение на пчелите. Да не се нервирам и да не викам полиција? Читате сега што има врска пчелата со крушата, јаболката и со... Па толку ќе чинат кога ќе нема пчели повеќе на светот. Ова ни кажува дека треба да направиме се за да ги заштитиме пчелите. Ако сакаме да имаме иднина каква што посекуваме, како да го направиме тоа? Да засадиме растенија кои ги опрашуваат пчели. Да ги поддржиме локалните пчелари купувајќи мед од нив. Да не користиме пестициди и хербициди кои содржат штетни хемикалии за пчелите и останатите корисни инсекти. Наместо тоа да ги замениме со природни и органски опции. И на крај, да го прошириме зуењето со тоа што ќе го споделиме ова видео.